дежаву, некакви лични визии за чинот на допирање со личната суштина. На еден мост како Бошков мост, по една река како Гарска, по еден пат како низ јама, вртиш лево за Бамбурет. Едно од трите села во долината на Калашите. По кои критериуми да ги судеш луѓето кои немаат врска со нашите мерила на вредности? Луѓе кои нигде не брзаат, не се оптеретени со стекнување материјални вредности, туку живеат како што ќе им додели судбината. 21 век, светот врие, завршува еден круг, почнува нов. Цивилизираните луѓе од западните цивилизации вибрираат во ритамот на високотехнолошкиот 21 век под чудната, скриена меѓу редови предпоставка дека повеќе живот зависи од повеќе пари. А пред тебе се луѓе за кои тоа не важи. Те дочекуваат како да те познаваат цел живот. Се случува спонтана интеракција после која чувствуваш дека душата ти ја дала, но истовремено ја имаат и твојата, комплетно и апсолутно. Ако некаде на светот позитивните вселенски вибрирања сочувала една група луѓе, недопрени, неконтаминирани, скриени и изолирани од цивилизацијските придобивки, тоа се овие луѓе, со друг концепт за времето. За Калашите не постои научна студија. Ниеден етнолог досега не ги дефинирал и не успеал да објасни како овој народ создал толку специфична култура, фолклор, носи, обичаи, религија, јазик, кои немаат никаква врска со ниедна од поновите култури, а особено не со културата во околните региони. Гледате што сакам да ви кажам? Едноставно македонски без против фактите не можеш ништо. Ја прашувам Миркана колку години има. Навистина не знам, ми вели таа. По сокачињата низ Бамбурет шетаат најграциозните жени во овој дел од светот. Секој ден се вака накитени, нашминкани, свечено облечени, секоја за себе хималајска царица со својата круна на главата, која ја викаат куп и без која не излегуваат од дома. И имињата им се специфични, убави и звучни. Жените се викаат Арена, Асна или Аврули Миркана, како нашава пријателка. Типични машки имиња се Катамир, Утамир, Мирјан, Самор или Арор, како што го викаат богот на сонцето. Ова е место каде што жената високо се респектира. Па ниедна од калашките жени не се омажила без љубов во така наречен договорен брак, што е вообичаен за регионов и за исламскиот свет. Калашката традиција на жената ја дава потполна слобода, се додека не стапи во брак, таа може да ги избира и именува своите партнери, без притоа да најде на осуда од заедницата. А бога ми, откако ќе стапи во брак, таа не трпи малтретирање, како секоја права македонка. Is she married? Yes. Yes. So, how many children you have? Four children. Choose one. Two daughters. You Kalash people don't have arranged marriages, I have heard. Yeah, is it true? Yes, of course. So I will ask her, did she love her husband before married? Yes. Yes. You love him still? Калашите овде ги викаат кафири, што значи неверници.
Имаат уникатна и автентична религија, веруваат во духови и самовили и во 12 богови. Врвниот бог Имра, па потоа Мони, Гиш, Багист, Аром, Санру, Сатарам и други. И нивните храмови се мистични и чудни. Внатре тие палат ритуални огнови, принесуваат жртви на духовите и на боговите. Чудни се нивните обичаи, танцуваат и пеат и на веселби и на погреби, бидејќи исто ги почитуваат и животот и смртта. За нив умирањето е само поминување од светот на живите во задгробниот свет. Затоа калашите и живеат со своите мртви и нивните гробови се отворени, за да можат да комуницираат со нив. 40 дена по смртта палат свеќа на гробот на мртвиот. А ако бил добар човек, до гробот стои еден од нивните тотеми. Велат дека калашите имаат церемонија за влегување во подземниот свет, за повторно да ја видат земјата од која што дошле. Досега на таа церемонија никогаш не викнале ни еден турист. Од 40 калашки села. Горе споменатите обичаи можете да ги видите само уште во 3 села – Бамбурет, Бирир и Румбур. Другите се потполно исламизирани. Во Бамбурет на сред село ја забележавме и оваа незавршена градба. Тоа треба да биде грчки културен центар, резултат на 10-годишен труд на грчки мисионери по калашките села. So hello, I'm from Kalash Valley. So hello to Macedonian people. I'm same family from Macedonians. We have different explanations, but I think in my research, so when Alexander came in this area, so he divided his army in 2 parts. The Alexander the Great, he came by Khyber Pass, not by this valley. So he's one of the journal. He took the army, the second part of army, and he came from this way, Lawari Pass. So here is the Kalashian people, we call Kalashian people. So they're also from Macedonian. So how they live here? How they start to live here? So that is a very important question. So at that time, so it is a very long way from Macedonia to here. It took 8 years. So some people are sick, some people have an injury. So who have an injury, who have a sickness, so in our explanation, they start to live here. They cannot go with the Alexander the Great, so they stop the Alexander the Great and they start to live here in this valley. So they are still like that time, you know, their culture, their tradition. It's same like that about 326 BC. So people said they are same like that time, living like that time. But Kalashian and the Hunza people, they are totally different from the part of Pakistan. You know. The language, history, and culture is totally, living life is totally different. So they are not from here, Hunza people and the Kalashian people. They are of course from Macedonia. Actually, just I know, you know, we are from Macedonia in Hunza. The history, you know, it's become father to son and son to son, son to son, son to son. Nobody write a book or some explanation. So this is the true explanation, I think. And later, you know, and that time here in the Hunza also there is no education. But the people say we are from Macedonia. We are from Macedonia.